Откако под притисок на јавноста за скандалот со бројните вработувања на блиски роднини на актуелни функционери, беа поднесени и првите оставки. Власта сега најавува нови списоци со имиња кои ќе ги чишлала антикорупцијска. Ќе расчистуваат и со вработените административци вработени од претходната власт, најавува и министрот Манчевски. Ургентно е да веднаш се повлечат. Тоа е ургентно. И тие од власта, но и тие од опозицијата. Значи сите да се повлечат. Она што ние го правиме системски и веќе го презентиравме, да некаде го најавивме законот за висока раководна служба и го менуваме начинот на кој што во иднина ќе се бираат луѓето на одредена позиција. Премиерот пак тврди, ако некаде била прекршена процедурата, одговорност ке имало. А Кирацовски, кој си вработи неколку своји роднини на државни позиции, секогаш транспарентно постапува, го правда Заев. Не верувам дека членови на семејството се примени надвор од закон. Немам таков доказ, ни па некој истакнал, се работи за етичкиот однос натре и етичкиот однос на појавите кои што денеска веќе ни се случуваат. Не гледам некаква одговорност. Господинот Кирацовски е пратеник во собранието, секако е генерален секретар на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, секогаш транспарентен во своите постапки. И додека власта дава ветување дека ќе го решува непотизмот, опозицијата објавува 2 нови случаи на вработување роднини. Партеничките Ременски и Шуманска си ги вработиле кумот и братот во државни фирми. Дали Зоран Ременски, со кого е во кумовски во роднински врски, е вработен во Елем? Кои се критериумите, доколку е тоа така, според кои лицето Зоран Ременски, кум и внук на Фросина и на Јовче Ременски, се вработил во оваа државна фирма? Братот на пратеничката Никола Шумански е вработен како царински службеник во Штип, почитувани на 1 февруари 2019 година, веднаш после гласањето на уставните измени. За сега функционерите на ДУИ остануваат имуни на сите притисоци од јавноста за вработување на роднините во администрација. Од неодамна Елем е засилена со вработувањето и на синот на заменик генсекот на влада Хани. На листата на вработени во Електранија е и сестрата на министрот за култура Асаф Адеми и керката на собранискиот спикер Бесија Џафери. Антикорупцијска минатата недела под лупа стави 18 имиња на функционери и ќе испитува дали постои непотизам при нивно вработување. Од таму за Алфа велат дека се испратени барања за добивање на документите за 18 отворени случаи по скандалот со вработувањата, но се уште немаат одговор. За следната недела планирана е нова седница, но не се исклучува можноста да бидат отворени и нови случаи за бројните вработувања на блиски на актуелните функционери. Председателката Ивановска во емисија на Алфа веќе посочи дека оставките на дел од нововработените нема да ги затворат отворените истраги за нивно вработување. Децидна дека во земјава постои систем на непотизам кој мора да се искорени.